Дечки, добар ден и добре дојдовте у јубилејна 50-та епизода. Ја најавував оваа 50-та епизода подолго време и никако да ја снимам, но имавме доста ангажмани, имавме и некои настани кои што беа изминатиот период и константно знаете дека ние сме максимално инспирирани. Али, она што денеска ја сакам да го позворувам во оваа 50-та јубилејна епизода е еден проблем со кој што многу од луѓето се соочуваат и у последно време добив 2-3 пораки кои што практично на луѓе кои што бараат некаков совет од моментот на тоа дека почнале можеби некаква промена и се возбудиле за да направат некаков резултат, превземале нешто во врска со тоа во делот на вежбање, но не добиле никакви резултати и напротив доли добиле контраефект. Имав една личност која што ме контактираше за тоа дека почнала со вежбање, но никакви резултати не видела во поглед на телесен состав и слабење. Имав една друга порака на девојка која што почнала да вежба и тотално си упропастила крвната слика, железо, паѓање и така натаму. И тоа не треба да го уплаши, особено оние кои што сте имале такво искуство дека можеби вежбањето не е во ред. Напротив, вежбањето ние константно го зборуваме дека треба да се прави како дел од севкупниот здрав и активен начин на живот, но зошто се појавуваат практично овие проблеми? Не знам колку сте свесни, а сигурно ќе ви делува логично дека кога вежбаме и кога можеби телото го ставаме на некаков напор и терет, и ова сигурно сум го зборувал во некој од изминативе епизоди, дека телото дополнително се троши. Односно дека се оштетува мускулната маса, се трошат многу електролити, се трошат витамини, се трошат шекери и така натаму. Значи практично се што ставате во функција, макар и тоа да е вашата кола и така натаму, така побарува дополнително гориво доколку се вози побрзо и доколку се вози на поголема релација. Истото и со нашето тело, доколку секојдневните активности ги надградите со некакво вежбање, со некаква физичка активност и слично, тоа ќе значи дека и такако треба да ја надградите вашата исхрана. Многу од луѓето немаат никаква добра и квалитетна исхрана и со самото тоа што можеби не се активни и повторно не се чувствуваат добро, се уморни, имаат секакви можеби па и велнес промени, здравствени промени и не си се допаѓаат во својата кожа и во своето тело, а да не зборуваме за луѓе кои што се активни, кои што своето тело го ставаат на напор, а при тоа немаат никаква квалитетна исхрана. И како е важен оброкот после вежбање, и како е важна вечерата и тоа што ќе изедете пред спиење, и како е важен појадокот и искрено немојте, и мој совет, и баш на овие личности им врати во порека дека нема ништо полошо од тоа да си физички активен и да исхраната да ти е лоша. Тука, како резултат на тоа може да се јави намален имунитет, проблеми со крв, оштетување на мускулната маса, оштетување на коски и така натаму, затоа што телото секогаш, доколку не му дадете доволно гориво преку храната, тоа гориво он ќе го најде во мускули, во коски, во кожа и работи кои што не се толку опасни и кои што се на периферија. Секогаш телото ќе извлече витамини, минерали, нутритивна вредност од периферните делови, затоа што тоа е совршена машина. И секогаш ќе се снајде и ќе направи да вие преживеете и да ве одржи во најдобра кондиција. Затоа немојте да се лажете и повторно побарајте совет од човек кој што се занимава со тоа. Барем и во Скопје и во цела Македонија има луѓе кои што долго време се занимаваат и се во светот на фитнес, долго време вежбаат, имаат супер резултати. Прашете и побарајте совет, не е ништо страшно да не знаете и да побарате совет, напротив е многу пострашно да се правите дека се знаете и да превземате нешто на сопствена волја и на сопствена рака. Значи, овие работи се стварно сериозни и од овие работи многу луѓе патат и од овие работи многу луѓе се разочаруваат затоа што превземаат некаква акција, а при тоа немаат никакви резултати и сметаат дека треба да се помират со ситуацијата која што е моментална и дека едноставно тоа е нивната генетика и така треба да биде. Воопшто не е така, затоа пак ќе речем обратете се кај луѓе професионалци кои што ова го прават и им е начин на живот.
мислам дека е доволно во оваа 50 епизода. Сето ова сосема кратко, мислам дека бев јасен и мислам дека многу од вас ќе ја покренат свеста во овој дел на повисоко ниво. Не дозволувате тоа што сакате можеби поквалитетен живот да ви донесе контраефект, затоа правете комбинации, правете баланс и пред се средате вашата исхрана, потоа ставете го телото на повисок напор. Дечки, фала ви за цела оваа интеракција, за сето тоа што ми давате идеи за што да зборувам во овие епизоди. Се гледаме во 51-ва наредна епизода. Останете ми со квалитетни животни навики, имајте убава работна недела и се гледаме. Чао, чао!